Втор дневник на Канал Плюс, добро вечер. Почнуваме веднаш по кратката најава. Останете со нас. Од понеделник лидерската четворка најверојатно се враќа на преговарачка маса во обид да го спаси договорот од Пражино. Главна тема на средбата – исполнување на условите за фери и кредибилни избори. Пред престојните уписи за средно и високо образование од Министерството за образование и наука апелира учениците и идните студенти да обрнат внимание на стручното образование. Свето денес го одбележува Меѓународниот ден за борба против злоупотребата на детскиот труд. Фокусот годинава е ставен на злоупотребата на децата во синџирите за набавка. Датумот за одржување на парламентарните избори и формирањето на владата која ќе треба да ги исполни условите за фери кредибилни избори ќе бидат главна тема на средбата на лидерите на 4 големи партии во државата во обид да се спаси Пражинскиот договор. Од понеделник лидерската четворка најверојатно се враќа на преговарачка маса во обид да го спаси договорот од Пражино. Според информациите, датумот за одржување на парламентарните избори и формирањето на владата која што ќе треба да ги исполни условите за фери кредибилни избори ќе бидат главна тема на средбите. Официјална потврда за нова лидерска средба се уште нема, но денеска и портпаролот на СДСМ Петре Шилегов изјави дека се исполнети двата услови – одложување на изборите и повлекување на аболицијата за да се деблокира процесот на преговори. Исполнети се двата основни услови – свикување на собранието и повлекување на аболицијата. Неопходно е да има лидерска средба или политички диалог со цел да се договорат и да се исполнат условите за Македонија да спроведе фери демократски избори, истакна Шилегов. ВМРО ДПМН пак инсистира пред да се утврди новиот изборен датум, да добие цврсти гаранции од СДСМ дека овој пат ќе учествува на изборите. Владеачката партија смета дека треба да се одреди датумот на избори, а преодната влада да се формира 100 дена пред одржување на изборите. Министерството за образование и наука постојано работи на подобрување на квалитетот на образовниот процес. До сега има промовирано 40 мерки, од кои дел од нив веќе започнаа да се имплементираат. Во август ќе започне и мерката за вработување на најдобрите 100 студенти од јавните високообразовни установи. Унапредување на двата основни аспекти на образованието е она на што Министерството за образование посветува големо внимание со цел учениците и студентите да добијат квалитетно образование. Едното е подобрување на наставата, односно воспитно-образовната компонента, преку воведување на нови учебници, наставни програми, информатичка технологија, нови методи на предавање од страна на наставниците и нивна стимулација, а со крајна цел да се подигне степенот на интеракција на часовите, да се развие еден креативен и иновативен начин. Вториот аспект е образовната инфраструктура. До сега се изградени 74 нови училишни објекти, додека 400 училишта се опфатени со реконструктивни и санациони активности, за што се инвестирани речиси 50 милиони евра. За време на летниот распуст, околу 20 објекти ќе бидат реконструирани, а ќе биде завршена изградбата на едно основно училиште, на кое се уште се работи. Исто така постојано се работи на подобрување на студентскиот стандард, преку реновирање и изградба на сместувачки капацитети, воведување на голем број стипендии, превод на странска литература, преку која студентите можат да стекнат знаење и корисни информации од најдобрите универзитети во светот. За само 6 години Министерството за образование има доделено 170 стипендии на студенти за студирање надвор од земјава. Она на што апелираат од Министерството пред престојните уписи за средно и високо образование до учениците и идните студенти да обрнат внимание на стручното образование, затоа што реално тоа е побарувано на пазарот на трудот, вели заменик министерот за образование и наука Спиро Ристовски во интервју за Курир.
Според првата детска амбасада во светот, меѓаши над 18.500 деца во Македонија не одат во училиште, а повеќе од 2000 деца секојдневно се на улица. Во нечовечки услови и нивниот труд се злоупотребува. Денес е светски ден против злоупотреба на детскиот труд. Светот денес го одбележува меѓународниот ден за борба против злоупотребата на детскиот труд. Фокусот годинава е ставен на злоупотребата на децата во синџирите за набавка. Според Меѓународната организација на трудот, 168 милиони деца работат во сите сфери, од земјоделство до производство и градежништво. Како што соопшти првата детска амбасада во светот, меѓаши, во Македонија над 18.500 деца не одат во училиште, а повеќе од 2000 секојдневно се на улица, во нечовечки услови и нивниот труд се злоупотребува. Овие деца се од различни националности и возрасти, но најбројни се ромите. Потенцијални жртви се децата од сиромашни семејства или од фамилии со низок социјален статус. Меѓаши бара задолжително и бесплатно предучилишно образование за децата чиј труд е потенцијално во ризик од злоупотреба. Со години укажуваме дека државата треба овие деца да ги вклучи во училиште и на тој начин да им помогне да стекнат знаења, вештини, да се описменат, да се тргнат од заробеништвото во кое се наоѓаат. Доколку се вклучат во образовниот процес и им се дадат социјални бенефиции, шансите се големи да се преместат од крстосниците во школските клупи. Образованието ги оспособува децата да стекнат знаење за нивните основни права и да го сватат својот потенцијал, наведува Меѓаши. Амбасадата укажува на тоа дека едно дете вклучено во раните години во предучилишно образование ќе значи едно дете помалку на улица. Во тек е конкурсот за 7-та поред меѓународна обука за млади лидери, што под покровителство на председателот Иванов ќе се одржи од 14 до 26 август во Охрид. Од кабинетот на председателот информираат дека програмата е наменета за млади луѓе со завршено високо образование, кои имаат желба преку нивните лидерски вештини да придонесат за позитивен развој на општеството и околината во која живеат и работат. На конкурсот, што е отворен до 17 јуни, може да учествуваат сите лица од Република Македонија и наши иселеници што живеат во странство. Условите за конкурирање предвидуваат апликантите да имаат одлично познавање на англиски јазик, да имаат висок просек на додипломските студии, а работното искуство ќе се смета за предност. Апликацијата треба да содржи биографија, кратко мотивацијско писмо, копија од уверение за положени испити, потврда за одлично познавање на англиски јазик и 2 препораки. ТС 24 години од село Радање, општина Карбинци, вчера е пријавена за исчезната. Според информации од кримибилтенот на СВР Штип, за случајот информирал незиниот сопруг СС 29 години, според кој ТС излегла од дома завчера во 8 часот наутро и повеќе не се вратила. Се преземаат мерки за пронаоѓање на лицето. А со следниот прилог одиме во Виница, каде старите занаетчии мака мачат да пронајдат млади наследници за да им го подарат занаетот, но и без пари не го сакаат, вели пензионираниот клучар Дивани Стоилов. И виничани стана имуни на реинкарнација на старите занаети кои биле основата на многу нови почетоци и решавање на фамилиарни екзистенции. Кој како занает остане напуштен од својот собственик, трагите се бришат. Остануваат алатите како единствени извори низ кој може да се раскаже за најчиската приказна. Пензионерот Дивани Стоилов, сторијата од својата работилница стара повеќе од 4 децении, сака да ја пренесе во етерот со надеж дека алатот и машините за ковење на железото и изработка на клучевите кај некого ќе имаат позитивен фидбек. Занаетот го учел во Солун, па продолжил во Руен и за него тие времиња остануваат неповторливи. Па ја почнав уште 59 година со занаетосом, 63 година веќе полагаме за мајстори и од 63 веќе активен сум до ден денеска. Скоро камо ги изучува занаето и сум доста задоволен од тоа што сме го научили. Имаше тога и дисциплина, имаше поштовање, имаше демократија на некој начин, слобода да се поштуваат старите, а не како сега. И за тоа и послинаваме сите. Фалбата раѓаме и тоа наша генерација сите Руен го подеа понатаму и стана голем гигант
сите тие генерација што бееме тогаш мајстори со сите кои подолар. Во тоа време немаше кадар, види се, немаше работници кои го познава металскиот занат и мораме од улица и собираме кои сака да бидат добри мајстори, собраваме работници и почнаме со работа, разбереш, обучување едно друго. Беше тешко тогаш, али упак кога се има желба и волја, успела се, напредува се. Тогаш може малку ни требаше теорија, инаку пракса имаше доста. А сега има теорија во школите, пракса нема ништо и кој ќе дојде работник од школото со тие технички училишта, школи, што ја знам, на машината не знае од каде да застане. Значи треба да се спроведе измена некоја да се направи образованието, да има повише пракса, да се работи, кој ќе дојде кадаро на тоа, како електроничарите што се да речеме, ми се чини дека тие доста имат пракса, имат тоа и затоа иде напред, а дека механиката малку затајува. Искуствата тогаш и денес не можат да се споредуваат, но за пензионерот Стоилов, младите генерации без работа бараат луксузна екзистенција која навидум ја пронајдоа во европските земји. Секој има по едно старо железо дома, трактори, коли, едно друго, се живее многу убаво. Многу убаво, само опрема, треба лати и треба желба и младината, што знам, подобро ќе иде по Италија, тамо ќе бере грозје, ќе по земјоделие, него да се сврта тука и има добра живеачка, добар занат. Ние знаеме да станеме малку да се жртвуваме, разбереш, они сега повеќе на спиење, на луксузи, на одмарање, сите удобства имат и сега се многу подобро живее. Во наше време коли имаше многу малку, сега куќа во нашето мало да рече има по 2 коли. По еден човека 2 коли има сигурно. У градот ќе искочиш, нема кај да се паркираш од коли и плачеме стандардно не е лош. Има сега клучови увезуваат од Кина, од Турција, еден цилиндар ти е 150 денари со 3 клуча, ние... Па, се што се работи има екзистенција. Сега, без работа, без екзистенција, никој ништо не би работел. И сите занети има доста добро, мислам, подобро се живее со занети, само некои не сака да го работат. Во Виница старите занаети се уште ги чуваат првите собственици, а кај некои од нив се и солиден избор за опстанок. Но околу нив и по нив нема млади наследници, кои со искуството на возрастните ќе ја продолжат и модернизираат вековната традиција на овие простори. Продолжуваме со настаните кои одбележаа неделата зад нас. Јазлестата кожа создаде оправдана загриженост кај одгледувачите на добиток. Стравот е оправдан ако се знае дека ова заполување може да предизвика огромни економски штети доколку не се преземат мерки за нејзино сузбивање. Со цел поблиску запознавање на сточарите, мрежата за рурален развој ќе организира едукативни работилници во повеќе региони на државата. Проблемот со јазлестата кожа кај добитокот ги мобилизира надлежните за преземање на повеќе мерки со цел на сточарите да им се укаже на причините, појавата и начините за сузбивање на ова заболување, кое може да предизвика огромни штети кај крупниот добиток. За таа цел, мрежата за рурален развој започна со едукативни работилници во повеќе региони во Македонија. Нашата организација презема низа активности со цел подобро да ги информира и советниците на Агенцијата за поддршка и развој на земјоделството, но и сточарите во Република Македонија за тоа како да ја препознаат оваа болест и како да се справат со неа, односно кои превентивни мерки треба да ги преземат за да се спречи нејзиното ширење. За таа цел, во соработка со Агенцијата за храна и ветеринарство, проектот изработи постери, информативни постери и лифлети во кои што детално се информира за причинителот на болеста, потоа за превентивните мерки кои што може да се преземат и што понатаму да се работи доколку се појави оваа болест. Причина за појавата на јазлестата кожа се инсектите. Болеста е со тешки последици кај заболеното животно. Станува збор за вирусно заболување кај едриот добиток, значи кај говедата. Пренесувачи вектори на болеста се сите инсекти кои што цицаат крв.
значи комарци, муви, болви, кърлежи. Имаме прво покачување на инкубацијскиот период е од 14 до 20 дена. Најпрво имаме покачување на внатрешната телесна температура кај животните, појава на лезии по кожата, значи како чворови, во вид на чворови. Од гледна точка на тоа, значи колку е опасна болеста, станува збор за болест која што нанесува економски штети на сточарството кај нас. Значи, доколку имаме крава која е веќе заболена од чвореста кожа, никогаш таа крава повеќе нема да се врати на претходните параметри на продуктивност. На информативните средби и предавања ќе одржи професор доктор Методи Трајчев, а ќе присуствуваат и инспектори од Агенцијата за храна и ветеринарство, на кои учесниците ќе можат да им се обратат со конкретни прашања. За сточарите од источниот регион ваква средба ќе се одржи на 10 јуни во Кочани, на која ќе присуствуваат одгледувачи на добиток од градот домаќин, потоа Виница, Штип и Делчево. Инаку поради појавата на јазлеста кожа и понатаму се затворени добиточните пазари во државата. Денес не работеше ниту добиточниот пазар во Облешево, иако пред влезот на пазарот беа паркирани и натоварени неколку возила со добиток за продажба. Општина Пехчево ја дефинираше листата со учесници за овогодишното издание на Фестивалот на дувачки оркестри. Од 13 до 16 јули во Пехчево ќе биде весело, а настап на фестивалот ќе има српската музичка звезда Саша Ковачевиќ. Полека но сигурно се дефинира листата на учесници на овогодинешното издание на Фестивалот на дувачки оркестри Пехчево 2016. Традицијата на трубите во Малешевијата, понудена како атракција на надсвирување на македонските виртуози на труба, ќе продолжи годинава од 13 до 16 јули, кога општината најавува жешки ноќи во Пехчево. Ги очекуваме да настапат оркестри од Република Бугарија, значи од Ловеч, заедно со нивниот мажоретен состав, дувачки оркестар од Америка, реномиран дувачки оркестар Бојан Ристич Браз Бенд, ќе настапат голем број на културно-уметнички друштва од Источна Македонија на етносаемот Пехчевски Павловден на 13 јули оваа година. Најжешко во Пехчево се чини ќе биде на 16 јули, кога во рамки на 4-дневниот настан ќе гостува една од најпознатите балкански музички звезди. Имавме многу голем број на барања од другите градови во Република Македонија, доколку станува збор за учество на некоја реномирана музичка звезда, тоа да биде токму Саша Ковачевиќ. Имаме и дел кој што е исполнет, како што кажав, со музички звезди, така да во доцните ноќни часови и оваа година имаме присуство и учество на диџеј, како што се Марга Десол, диџеј Мац, Браз Брадърс и Икеде Кока. Во функција на фестивалот се ставени сите расположливи сместувачки капацитети. Општината, ако минатата година имаше од 25.000 до 30.000 гости, оваа година очекува таа бројка да биде двојно поголема. Пехчево оваа година е спремен да ги пречека сите гости со сместувачки капацитети. Имаме поголем број на пријавени приватни сместувачки капацитети. Поради големата богата програма очекуваме бројот на посетеност да биде поголем, значи дупло поголем, некаде околу 50.000 посетители. Пријавувањето за надпреварувачкиот дел на фестивалот, кога се очекуваат да настапат најголемите виртуози на труба од Македонија, се уште трае. Учесници кои ќе се надпреваруваат за главните награди: Златна труба, труба и тапан, награди кои ги обезбеди општина Пехчево и спонзорот Дореми. Со ваквите најави повеќе од сигурно е дека најреномираната културна манифестација во Пијанеци Малешевијата и овој пат согласно своето реноме ќе понуди врвни музички доживувања. Најмалку 9 мина се убиени во вооружен напад на неидентификуван маж во клубот Пулс во центарот на Орландо, Флорида. Напајачот, според полицијата, е убиен откако држал во заложништво неколку мина од гостите на забава на ЛГБ заедницата во Орландо. Неофицијално во нападот, чиј повод се уште е непознат, убиени се 9 лица. Според прелиминарните извештаи, најмалку 40 на лица се ранети, вклучувајќи еден полицаец. Еден од посетителите кој во моментот на нападот се наоѓал во просторијата, на социјалните мрежи објавил слики од нападот на кој може да се видат повредени, на кои им била укажана помош на лице место. Очевидци изјавуваат дека нападот бил со автоматска пушка.
Најмалку 3 лица загинале, а 9 мина се повредени, меѓу кои една бремена жена и 4 деца, од кои 2 сестри на 7 и 11 години се со големи изгореници, откако се урнала зграда неверојатно по експлозија, по истекување на газ во зграда во Милано, објави агенцијата АНСА. Уривањето се случило утрово по 8 часот, кога повеќето од станарите се уште биле во своите домови. Пожарникарите се сомневаат дека причина за уривањето е експлозија, како резултат на истекување на газ за домаќинствата. Агенцијата објави дека жртва е една брачна двојка, како и 43 годишна мајка на две девојчиња на 7 и 11 годишна возраст, кои ја преживееле експлозијата, но се хоспитализирани со големи изгореници. Нивниот 51 годишен татко исто така е повреден. Очевидец се рекол дека слушнал силна детонација и мислел дека е терористички напад, но потоа сфатил дека тоа дошло од уривање на дел од зградата, која неодамна била обновена. Возачот на камион, чиј идентитет се уште не е познат, настрада во несреќа која се случи денеска кај Жаблјанскиот мост. Како што јавуваат српските медиуми, човекот починал задволено на шлеперот, што го возел при што излетал од патот и се забил во куќа. Несекојдневната несреќа се случила во попладневните часови, а наводно во несреќата е повредена една жена, која е пренесена во болница. Шлеперот со регистарски таблички од Кикинда превезувал пченка, која откако возилото се забило во куќата се растурила по патот. Полицијата се уште официјално не се огласила за несреќата, а пожарникарите на местото на несреќата со помош на тешки машини го извлекуваа шлеперот и се обидуваа да допрат до несреќениот возач. Пораз на машката ракометна репрезентација на Македонија од Чешка со 28-22 на првиот бараш надпревар за пласма на светското првенство во Франција во 2017 година. Новиот селектор на македонската ракометна репрезентација Лино Червар со пораз ги започна настапите на клупата на Македонија, која загуби со 6 разлика на првиот бараш за пласман на мундијалот во Франција. Нашите ракометари потфрлија во двете полувремиња, а блескаше голманот на Чешка Галија. Тој беше херојот кај домашните на оваа средба со фантастични 19 интервенции. Кире Лазаров беше најефикасен во нашиот состав со 8 гола, од нив 5 од пенал, но од дури 16 шутови кон противничкиот гол. Гоце Георгиевски постигна 4, исто колку и Миркуловски, а 3 пати меѓу стрелците се запише и Дејан Манасков. Реваншот е на програмата в среда во Скопје, каде ќе бараме шанса да ја анулираме оваа висока предност на противникот Чешка. Ова беше се во вториот дневник на Канал Плюс. Останете со нашата програма и проследете го и третиот дневник. Пријатно!